Благодарни сме на министерот за култура што го прифати нашиот апел и не прими на состанок. Разговаравме на состанокот и добивме верување од министерот дека ќе постапува законски, дека изборот за директор на Македонска филхармонија ќе биде спроведен законски, а тоа значи дека кандидатот ќе има 5 години работно искуство во културата, сертификати, сите оние работи што се напишани во конкурс. Очекуваме дека ќе се го исполни својот збор. Наше е да реагираме, наше е да се плашиме кога предходно пред да биде распишан конкурсот од политичари, од вице-премиер, дознаваме дека кој ќе биде со име и презиме, со тоа се нарушува легитимноста на конкурсот и затоа наше беше денеска да протестираме и да покажеме дека сме загрижени. Верувам дека министерот ќе се го држи неговиот збор и дека ќе го избере најдобриот кандидат кој законски, подсетувам, ќе ги исполни условите за да биде директор. Треба да се гледа програма, треба да се гледа работно искуство во културата. Ние сме тука, нашиот синдикат да ја следи целата ситуација, ќе ги информираме медиумите, ако е потребно ќе протестираме, ако не е потребно нема да протестираме и се надевам дека на крајот ќе биде позитивен исходот за вработените во филхармонија. Сите овие изминати години ни дава за право да реагираме пред време, бидејќи бевме сведоци сите овие години на тортура од страна на Министерството за култура и затоа ние излеговме денеска на овој јавен протест. Дали се спомна некои имиња кои биле? Се збореше за имиња, министерот за култура кажа дека тој не кажал кој ќе биде претходно, меѓутоа негов е изборот за кој ќе биде директор, ќе формирана е комисија, ќе разговара и ќе гледа законски да биде избрано лицето кој ќе биде директор, дека е негов личен избор. Наше е да се согласиме или не согласиме со таа одлука. Се надевам дека ќе се согласиме.